Сега имаме ние огромна понуда на работна сила во Република Македонија. Па зошто да ја платат поскапо кога има кој да ве замени како работник, кој што сте лесно заменлив? Тоа е физичка работна сила. Секој што е лесно заменлив, секој што нема компетенции, доброволно прифаќа да се спушти платата. И тоа е логична економска последица. Јас се обраќам на домакините во Република Македонија, ако се уште ги има. На клоци да ги избркаме луѓето кои што не разбират економија. На клоци, физички, насилно, бидејќи на друг начин тие луѓе не разбираат. Ако сакаме економија, ако сакаме криминал, перфектни се. Остри реакции од економските експерти по веста дека власта ќе условува државната помош за странските инвеститори со продуктивноста и делењето по високи плати. Новата стратегија која е обелодени власта, според економистите е погрешна во услови кога на Македонија хронично и се потребни инвеститори кои ќе отвораат работни места. Бизнисменот Зоран Витанов за Алфа вели ако не беа развојните зони, Македонија досега ќе банкротираше. Тирзовите да не беа, Македонија сега ќе беше банкротирана по однос на ликвидноста. Оти дефицитот во меѓународна трговска размена е катастрофален. За 26% е опаднат нето приливот од физичкото население на нашите гастербајтери кои што праќаат пари во Република Македонија, што беше основен компензаторски ефект да го амортизира дефицитот во меѓународната трговска размена. Сега они таа алатка ја немат. До толку не разбираат, до толку не вклучуваат аларм или до толку не ги интересира обстанокот на Република Македонија. Ваквата стратегија според експертите е опасна во период кога во државава речиси да нема нови инвестиции. Пандемијата според Витанов не е оправдание, туку неспособноста на власта да привлече нови инвестиции. Се влечат на ковидот. Во ковидот одредени индустријски гранки се во криза, но одредени индустријски гранки се во експанзија, особено во IT индустријата. Да го потсетам премиерот, кој што не лажел очигледно, еве сакам да му се обратам да кажам дека ја лажеше целата нација, дека на граница чекаат Google, Facebook, Apple и слични. IKEA, да потсетам, во услови на COVID, тие индустрии покажаа рапиден пораст. За разлика од кај нас во соседството инвеститори има, например во Србија која не е ниту членка на НАТО, среде пандемија најавија повеќе странски проекти. Стратегијата за повисоки плати во зоните следува по она на премиерот која вети уште пред да стане шеф на владата, дека просекот во Македонија на крајот од минатиот мандат ќе изнесува 500 евра. Ниските критериуми на вредности на гласачот се вино. Тој што сега ме слуша, тој е крив, а не е крив Заев. Заев е последица на таквиот мајндсет на гласачот. Но реалноста и во неговиот втор поред премиерски мандат е сосема поинаква. Македонија е на дното во Европа по висината на платите, а граѓаните на државава и натаму остануваат едни од најсиромашните.